Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани на почетокот од оваа година ја задржува финансиската стабилност и кредитоспособност, поради што ќе може да бара нови заеми за реализација на инфраструктурните проекти. Според пресметките, неопходни се околу 44 милиони денари, од кои 2/3 се очекуваат од поволен кредит преку проектот за подобрување на општинските услуги. Општина Кочани ја отплати ратата во висина од 5 милиони и 300 илјади денари од кредитот што беше добиен преку проектот за подобрување на општинските услуги МСИП 1 и МСИП 2. Со тоа, вкупното раздолжување само по основ на кредити за околу една година достигна сума од 15 милиони и 800 илјади денари. Освен кредитите, редовно се покриваат и тековните обврски, со што и оваа година општината го задржува статусот на финансиски стабилна и кредитоспособна локална самоуправа. Дисциплинираното и рационално работење со буџетските средства во изминатиот период дозволува да се бараат начини за побрзо и комплексно решавање на инфраструктурните проекти, што се ставени како приоритет за тековната година. Обезбедената кредитоспособност веќе и овозможи на локалната самоуправа на Кочани да ја искористи и можноста за аплицирање по повиците за заеми од Светска банка и од Министерството за финансии од проектот МСИП 2. Побарани се средства за реализација на инфраструктурни проекти, меѓу кои и за довршување на улиците Петар Синадинов, Скопска, Стефка Тасева 555 и Скоерска во населбата Прокарка во Кочани, како и за асфалтирање на крак од Искра во Усова чешма и улицата 560 во Лесна индустрија. Исто така, планирано е да се работи и на улиците Кирил и Методий, Маршал Тито и Борис Евтимов во селото Тракање, како и на два крака од улицата Раде Кратовчи и дел од Асном во населбата Оризари. Според пресметките, за комплетирање на приоритетните проекти на општината и се потребни 43 милиони и 900 илјади денари, од кои 27 милиони денари се бараат преку поволен заем, а останатите се обезбедени од општинскиот буџет. Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе издвои околу 20.000 евра за набавка на канализацијски и водоводни материјали за изведба на објекти во општината. Се работи за спроведување на стандардна постапка за извршување на редовните работни задачи, за што ќе се искористат средства од сопствени извори. Комуналното предпријатие Водовод ќе набавува канализацијски и водоводни материјали за изведба на објекти на кои ќе работи во наредниот период, а за што планира да инвестира сума од над 1 милиони 200 илјади денари. Станува збор за набавка на префабрикувани армирано-бетонски елементи за шахти, како и за материјали за изградба на фекална и атмосферска канализација, што ќе се реализира во наредниот едногодишен период. Веќе е објавен јавниот повик за пријавување на заинтересираните фирми од кои ќе се избира најповолната понуда. Според техничката спецификација во тендерската постапка, од добавувачот се бара да обезбеди 85 бетонски шахти со внатрешен пречник од 600 односно 800 мм и со височина од 250 до 1000 мм. Исто така, во постапката планирано е да се набават и околу 1600 метри полипропиленски коругирани цевки за отпадни води со пречник од 160 до 600 мм. Дополнително добавувачот треба да обезбеди метални капаци за шахтите и така наречени ревизиони шахти со различен пречник, како и останата неопходна опрема за монтажа на канализацијските системи. Рокот за пријавување на добавувачите е во тек и трае до 22 февруари. По изборот на најповолната понуда со добавувачот ќе биде склучен договор, а тој ќе има обврска потребните материјали да ги испорачува сукцесивно според потребите и нарачките од комуналното предпријатие Водовод. Сите основни и средни училишта од Кочани имаат можност за аплицирање на компонентата за реновирање училишта. Проектот е на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование, објавува повик за аплицирање на компонентата за стимул реновирање на училиштата. Во текот на 2019 година ќе бидат избрани 12 училишта во кои ќе се имплементираат активности од компонентата за реновирање.
Предвидениот буџет за реновирање на едно училиште не треба да надмине 1.200.000 денари, без вклучен ДДВ, додека учеството на општината, училиштето, треба да биде минимум 25% од вкупната вредност на реновирањето. Поднесувањето на апликацијата ќе започне на 13 февруари и ќе трае до 27 февруари 2019 до 16 часот, задолжително и по пошта или по електронски пат. Сите апликации примени по овој датум нема да бидат земени во предвид. Апликациите мора да бидат доставени од училиштето со писма за подршка од директорот на училиштето и градоначалникот на општината. Малолетничката деликвенција во Кучани минатата година имала тренд на намалување во однос на претходниот период. Сепак, негативен е фактот што за разлика од претходните години, во 2018 има и пораст на бројот на малолетни извршители на кривични престапи. Вкупно 23 кривични дела лани извршиле малолетни лица од Кочани, што е за околу 34% помалку во споредба со 2017 година. Превентивните активности што биле преземани за спречување на девијантните однесувања на малолетните лица до некаде влијаеле врз намалувањето на престапите. Податоците од полициската станица пак велат дека практично и нема намалување на бројот на престапници кои по втор, трет или повеќе пати го повторувале делото, така што наместо 9 сторители во 2017 лани имало 10 повторници. Во годинашниот извештаен период има зголемување на децата сторители под 14 години, за разлика од минатогодишниот период, кога таа бројка се однесуваше на деца над оваа возраст. Најчестиот криминал што тие го прават се тешки кражби, при што се евидентирани 10 такви случаи. Во 5 случаи били извршени кражби, 4 пати било крадено моторно возило, а поеднаш имало полов напад врз дете кое не навршило 14 години. Потоа разбојништво, напад врз службено лице, насилство, пустошење шуми и предизвикување општа опасност. Во текот на 2018-та евидентирани се 12 малолетници кои не навршиле 14 години, а биле сторители на кривични дела. Една година пред тоа такви престапници имало само 8. Од статистиката може да се забележи дека најголем број на кривични дела извршени од деца се тешки кражби, односно кражби со вредност поголема од половина просечна плата или пак кражби во кои е користена сила, совладување препреки и други видови насилно делување врз објектите или предметите кои се предмет на кражбите. За спречување на присуството на малолетници во угостителски објекти после 24 часот лани биле спроведени 17 акцијски контроли, во кои се откриени 12 прекршоци. Како и во претходните години, и 2018-та малолетниците учествувале во прекршочни дела и тоа претежно од областа на јавниот ред и мир и сообраќајот. 27 лица до 18 годишна возраст биле евидентирани за предизвикување и учество во тепачка, физички напад и дрско и непристојно однесување, односно навредување на полициски службеници. Во делот на безбедноста на сообраќајот против 34 деца кои учествувале во сообраќајни прекршоци, од кои 3 предизвикале и сообраќајни несреќи, поднесени се барања за поведување прекршочна постапка на надлежен суд. Освен тоа, имало и други сообраќајни прекршоци, како што најчесто се неносење заштитна кацига при управување мопед, управување без важечка дозвола и возење нерегистрирано возило. Виничани ја започнаа прославата на Свети Трифон и Свети Валентин со еротските афоризми на Ленчесто именува од Кучани, која во Виница ја имаше својата втора промоција на книгата Обесена на врат. Сопругот како инспирација да создадеше дело за кое пред се е потребна храброст, а со кое ќе се вброиш во само 10% од сатиричарите на Балканот кои напишале и објавиле своји дела со еротски афоризми. Но за Ленчесто именува од Кучани пишувањето за најинтимните работи од 4-деценискиот брак со нејзиниот сопруг е плод на големата љубов и силната взаемна подршка што секојдневно си ја даваат еден на друг. Многу ми е мило што сум поново во Домот на културата Тоша Арсов во Виница. Имаме многу убава соработка и затоа и ова се случува токму пред денот на Свети Трифон или денот Свети Валентин, денот на љубовта. Се работи за збирка на афоризми која содржи близу 400 афоризми, се на една тема, мојот сопруг. Вакви книги се многу ретки
Може би затоа што многу малку се жени афористичари, а уште повеќе оние што пишуваат афоризми, може би ради своите сопрузи не би ни смели да пишуваат такви афоризми. И јас имам таа среќа што си имам сопруг кој ми е многу инспиративен за таа работа и секој ден се раѓа по некој афоризам. На почетокот тоа беше сосема случајно и може би на шала, но на крај излезе една многу убава книга Обесено на врат. Ова ми е 8-ма авторска книга, меѓу кои 2 романи, приказни за деца, поезија за деца и возрастни и претежно афоризми, бидејќи по душа и срце сум афористичар. На младите по повод утрешниот ден Свети Валентин им посакувам многу љубов, да се сакаат и само љубов. На повозрастните да си го закројат лозјето, да им добро роди грозјето, да им биде добра ракијата и виното и да им биде весело и се на песна. Ретко кој смее, знае и има храброст машко-женските односи да ги разголи од сатиричен аспект, а при тоа да не ја згази онаа тенка нишка меѓу еротиката и вулгарноста, вели рецензентот на книгата Миле Ѓоргиевски. Еротскиот афоризам е специфична форма на афоризам и е доста помалку застапен. Процентуално не верувам дека ни 10% во целокупното творештво, како на македонската, така на балканската, па и на светската сатира. Еротскиот афоризам е малку по-специфична форма за разлика од обичниот афоризам. Па дури онај вистински прав еротски афоризам, кој е чиста литература, е доста малку застапен, бидејќи многу ризично е пишувањето на еротски афоризам, односно да биде еротскиот афоризам литература, а не да помине во некоја си порнографија или во некои несакани други правци. Ние имаме многу малку, јас по моја оценка има доста многу малку книги, бидејќи јас правев и некои антологии на еротски афоризам, како што е Будење на петелот и На врвот од вулканот. Сена се мислам дека преку сила има околу 10 книги со еротски афоризам. Мене ми е чест како рецензент на книгата на Ленча Стојменова, што ете и таа дојде во тоа одбрано друштво на луѓе кои негуваат, на сатиричари, афористичари кои негуваат еротски афоризам, и посакувам на Ленче уште многу книги од областа на еротскиот или афоризмот за машко-женски односи. Но им посакувам и на другите афористичари да се одважат, да се охрабрат и да пишуваат повеќе еротски афоризми. Благодарност до Домот на културата Тоша Арсов Виница, до ИН Виница Веритас, до Собранието на општина Виница, до градоначалникот господинот Ивица Димитров за се она што го прават за сатирата. Целиот настан беше наизменична музичко-сатирична комбинација во организација на Домот на културата Тоша Арсов Виница, а в петок на 15 февруари на покана на општина Виница гостува познатиот македонски поет Никола Манџиров, како и уште неколку звучни имиња од македонската поетска сцена. Сите овие настани општина Виница и Домот на културата ги организираат во чест на празникот Свети Трифун. Да не се претерува со пиење за празникот Свети Трифун, порачуваат свештениците. Традицијата може да се негува, но внимателно со алкохолот. Погрешно е досегашното мислење дека Свети Валентин е католички празник. Православен е и се слави на 12 август. Свети Трифун е православен празник, ден кога црквата го чествува празникот на светителот и заштитникот на лозарите и градинарите. И во никој случај не смее светителот да се представува како пијаница, а уште помалку луѓето да се опиваат на тој ден, апелираат свештениците. Традицијата може да се негува, но не треба да се претерува со алкохолот. Свети Трифун никогаш не бил пијаница, како што го представуваат луѓето. Никогаш не ни одгледувал лозје, ниту учествувал во такви собири. Чествувањето на светителите треба да биде молитвено и литургиски. Оно што не загрижува нас како свештенство е давањето на некои недолични епитети на светителот Трифун, дека тој не знам бил пијаница, епитет кој што навистина недоликуван и како што читаме од неговото житие, светиот Трифун ниту бил навистина, значи ниту бил лозар, ниту пак бил пијаница. Знаеме дека сите оние луѓе кои што се оддади на некои пороци, вклучувајќи овде и пиењето и опивањето, нема да влезат во Царството Божие, како што знаеме светиот е маченички пострела за името Христово, но во ниту еден случај
никаде не е забележено дека конзумира алкохол и дека нели бил пијаница. Значи ги апелираме и ги замолуваме верниците да не даваат такви недолични епитети на луѓе кои што се застапници за нас нели пред Бога. Свети Валентин пак е православен празник, а не католички како што досега се тврдеше. Православната црква го празнува на 12 август. Поместувањето на датумот на 14 февруари од страна на католичката црква е со цел да се искорени или да му се даде христијанска димензија на обредот кој наполно се коси со христијанските норми на етичко живење, велат свештениците. А од поновата пракса, да условно да ја наречеме традиција, на овој ден во католичката црква се спомнува и споменот на светиот епископ Валентин. Епископ кој што, нели, за волја на вистината не е католички, туку е познат и на православното предание и го има запишано неговото житие во сите пролози и може да се најде на 12 август, се празнува на 12 август, но католичката црква од своји причини, именно да се искорени еден празник кој што бил посветен на волците Луперкали, е поместен. И нели според она, да речеме, бидејќи живееме во едно потрошувачко општество, ни беше наметната една во наводници романтична приказна дека овој ден е ден на влюбените, дека не знам, светиот епископ Валентин тајно ги венчавал младите брачни парови, што е апсолутно невистина, бидејќи точно е дека светиот Валентин зборува за љубовта, но зборува за она вистинската братска љубов, нели, љубовта помеѓу човек и човек и љубовта помеѓу Бога и човекот, но во ниту еден случај не зборува за онаа еротска или телесна љубов како што сега ни е промовирано, дека не знам, тоа ни дојде како една романтична приказна за нововлюбените дечки, која што апсолутно не е позната ниту на католичката традиција, а уште помалку на православната. Нема потреба од одредени денови или празници да се изразува љубов на некого или да се изненадува со подарок, додава Арсовски, и ги поканува верниците на денот на чествувањето на Свети Трифун да дојдат на Светата Божествена Златоустова литургија, што ќе се служи во храмот Свети Великомачени Ѓорги. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.